Задача 1. Една мајца чини $19 и една сукња чини 3 пати повеќе. Ако на Ана ја останале $24, откако таа купила една мајца и една сукња, колку пари имала таа на почеток? Да се видиме да ја решиме следната задача. Се обидам да го искористам графичкиот метод за решавање на текстуални задачи, кој се состои на следниот начин. Ако мајцата, цената за една мајца, ја представиме графички со следниот правоаголник, за да знаеме дека чини $19. За сукњата знаеме дека чини 3 пати повеќе. Тоа значи дека графички цената можеме да ја представиме со 3 идентични правоаголници. Тие се идентични и имаат истата цена како мајцата, а бидејќи е 3 пати поголема, цената на една сукња е 3 пати по 19, а за да ја пресметаме таа сума, тој производ, ќе искористиме една стратегија за множење, тоа е дистрибутивното својство, според кое 3 по 19 е исто што и ако 20-ката ја запишеме како 20 минус 1 и го искористиме дистрибутивното својство, ќе добиеме дека 3 по 20 минус 3 по 1 е 60 минус 3 или 57. Значи, сукњата чини $57. Но, во текстот на задачата имаме дека Ана и останале 24 откако купила една мајца и една сукња. Значи, мајца плюс ќе биде правоаголникот што ни представуваше мајцата и трите идентични правоаголници што ни представуваат сукњата. Значи, имаме всушност 4 правоаголници идентични по големина. Значи, сумата е 19 плюс овие 57, тоа е $76. Тоа е сумата што ја потрошила Ана за една мајца и една сукња. Но бидејќи во задачата имавме дека откако купила една мајца и една сукња, нејзи останале уште во текот на задачата $24. Тоа значи, ако потрошила $76, тие што ја останале 26, таа на почетокот имала $100. Или тоа е геометриски представено едното за мајцата, едното за сукњата, другото делче, третото делче и четвртото делче, што се $26 што ја останало. Значи, ова е делот што го потрошила за мајцата, а ова е делот што го потрошила за сукњата.
последниот дел, или 26 долари, се парите што ја останала. Значи, геометриски, целата сума што имала на почетокот, кажа на свој голем правоаголник, во кој што имаме 19 плюс 3 пати по 19 и плюс 26 или 100 долари. Ана на почетокот имала 100 долари.